Благодарам, почитуван колега Аджич, почитувани шефови на делегации, ваши ексцеленции амбасадори, почитуван директоре на Мари, партнери на Мари, високи гости, дами и господа. Ми представува огромна чест и задоволство што денеска сум домаќин на Мари министерскиот форум од име на председателството на Република Северна Македонија со ова иницијатива. Да ве поздравам, да ви посакам топло добре дојде во Скопје и воедно да посакам успешна работа на ова водечко тело. Денес завршува председавањето на Република Северна Македонија со регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција, председателство кое започна во период на олабавување на рестриктивните мерки предизвикани од пандемијата со COVID-19 и кога полека повторно започнувавме со средби со физичко присуство, овозможувајќи им на професионалците од службите надлежни за прашање од областна надлежности на Мари да се видат и лично, да разменат искуства во врска со нивното работење. По такви услови во рамки на нашето председавање со Мари реализирани се вкупно 28 настани, на кои учествува голем број припадници на администрациите и членови од партнерски, но и од невладини организации, а токму тоа е идејата за која ние се залагавме и ја преточивме во пракса, особено кога станува збор за борба против трговијата со луѓе и кријумчарењето на мигранти. Имено во рамките на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и кријумчарење на мигранти на Северна Македонија, постојани членови на секретаријатот се и представници од релевантните организации со седиште во Скопје, меѓу кои и Мари иницијативата, но и невладини организации кои спроведуваат проекти и активности од оваа област. Овој начин на функционирање обезбедува подобро взаемно информирање за активности на секој од чинителите, како и координација со цел избегнување на дуплирање на активности и непотребно трошење на човечки и на материјални ресурси. На ист начин функционираше и проектот превенција и борба против трговија со луѓе, односно пакт, кој неодамна заврши, а јас имав чест да се обратам на последната регионална конференција, која се одржа на крајот на минатиот месец овде во Скопје. Проектот пакт е уште една успешна приказна на Мари, кој на многу успешен начин обезбеди синергија во реализација на активностите на регионално ниво. Министерството за внатрешни работи на Македонија високо ја оценува работата извршена во текот на имплементациониот период и се надевам дека Германското друштво за соработка ќе остане посветено во оваа област и ќе започне нов проект од областа на борбата против трговијата со луѓе. Дозволете да издвојам и дека Република Северна Македонија вложи максимални напори да продолжи со процесот на реформи во Мари. И во текот на нашето председавање одржани се повеќе состаноци со цел усогласување на документи кои произлегоа од работата на работната група формирана за потребите на овој процес. И овој процес беше помогнат од страна на канцеларијата на ГИС од Скопје, за што упатувам искрена благодарност и можам да кажем дека изготвените предлог документи се финализирани, а нивното одобрување е тесно поврзано со други процеси кои што се одвиваат во нашиот регион. Нашата цел од почетокот на председателството беше да организираме состаноци на мрежите кои Мари ги управува и мислам дека успеавме во овие намери, а тие продолжија да бидат активни. Мрежата за реадмисија имаше неколку успешни состаноци, од кои дел беа во координација со проектот на Европската Унија, насловен намалување на нерегуларната миграција во Европската Унија, зајакнување на капацитетите, службите кои работат во делот на миграциите на Западен Балкан. Овие средби беа искористени за пренесување на искуствата од Европската Унија, но и согледувањето на најдобрите пракси во нашиот регион. Мрежата на шефови на одели на азил беше исто така многу активна и покрај наменски состаноци. Оваа мрежа неформално се среќаваше на регионалните обуки кои ги спроведуваше Агенцијата за азил на Европската Унија, а Мари имаше улога на коорганизатор. Овие средби беа добро место за запознавање со приликите во секој од Мари учесничките и согледување на решенијата кои оделите за азил ги спроведуваат за различни делови од постапката. Секако дека внимававме да инициираме средби и на мрежата на гранични полиции, која поради обемот на работа со која се соочува има потреба од што е можно повеќе состаноци. Овие 4 мрежи представуваат одлична основа за подобро управување со миграцијата, која како процес постојала и во минатото и ќе постои и во иднина.
Токму со движењето на луѓето доаѓа до размена на идеи и искуства, кои кога ќе бидат комбинирани даваат нови производи и создаваат подобри општества. Но денес кога имаме толку научени лекции од минатото, потребно е континуирано да работиме со цел миграциите и движењето на лица да бидат регулирано и развојно ориентирани, да нема злоупотреби на лицата кои веќе доживеале трауми, па затоа и тргнале на опасен пат кон остварувањето на своите соништа. Преку подобро регулирање на оваа област, ние си помагаме и на самите себе, на нашите граѓани и на нашите колеги кои работат во надлежните служби. Преку јасни законски процедури се олеснува и работата на колегите, се олеснува и престојот и пристапноста до соодветна здравствена и правна помош, а се стеснува и просторот на манипулација до кој криминалците секогаш се обидуваат да пристапат. Лично сум задоволен со председавањето со Мари, затоа што успеавме да постигнеме нови партнерства со релевантни организации, а секако да ја одржиме и продлабочиме претходно воспоставената соработка со сродните субјекти. На почетокот ја споменав соработката со канцеларијата на ГИС во Скопје и нејзината важност и значење, но убеден сум дека покрај досегашните теми кои заеднички се отворени, постојат и други кои и ќе бидат отворени и ќе бидат обработени. Многу заеднички активности беа спроведени во рамки на проектот намалување на нерегуларната миграција во Европската Унија преку зајакнување на капацитетите, службите кои работат во делот на миграцијата во Западен Балкан. Каде Мари беше соорганизатор на конференции и состаноци, како и проект кој е кофинансиран со Фондот на Европската Унија за азил, миграција и интеграција и од Федералното министерство за внатрешни работи на Австрија. Исто така ја продолживме соработката со Агенцијата за азил на Европската Унија преку организација на регионални обуки, односно во периодот на нашето председавање одржани се 3 обуки на теми кои ги побараа самите практичари. Во оваа прилика би сакал да кажам дека Министерството за внатрешни работи високо ја цени и поддржува соработката со меѓународната организација за миграција ИОМ и со Меѓународниот центар за развој на миграцијски политики ICMPD. Посебно внимание би сакал да обрнам на соработката со Европската гранична и крајбрежна стража Frontex, со која што не само Република Северна Македонија на билатерално ниво годинава бележи значително интензивирање на соработката, пред се врз основа на потпишаниот договор помеѓу Северна Македонија и Европската Унија за оперативните активности кои ги спроведуваме со Frontex. Овој договор отвори нови можности. На 20 април годинава започна и неговата практична имплементација преку распоредување на службеници на оваа Европска агенција долж границата со Република Грција. Овие службеници во заедничка операција со колегите од гранична полиција вршат активности во делот на граничниот надзор и граничните проверки, вклучувајќи заедничко патролирање, проверка на документи и собирање на податоци за прекограничен криминал. Верувам дека бенефитите од договорот ќе бидат почувствувани и во останатите Мари учеснички, бидејќи зајакнувањето на нашата јужна граница ќе придонесе за намалување на илегалните преминувања овде, а потоа и во останатиот дел на Западен Балкан. Почитувани присутни, Република Северна Македонија како домаќин на Мари регионалниот центар има дополнителна одговорност кон неговото подобро функционирање преку исполнување на обврските преземени со актите кои ги регулираат активностите и целите на иницијативата, дополнително успешен и силен центар, значи поголема поддршка за нашите администрации, па затоа секогаш посветуваме посебно внимание на кандидатите кои ги номинираме за позицијата директор. Досегашниот директор на центарот е професионалец од долгогодишна кариера и искуство во сферата на граничното работење и раководење со големи проекти, а неговото знаење придонесе за продолжување на процесот за јакнење на регионалниот центар. Од овие причини би сакал да му се заблагодарам на господинот Коцев, а имајќи предвид дека во меѓувреме стана пензионер, му посакувам убави пензионерски денови и се надевам дека ќе најде време стекнатото професионално искуство да го пренесе на помладите колеги. Сосема за крај на ова мое воведно обраќање, би сакал да подсетам дека ние, политичарите, порано велевме дека главна определба ни е прифаќање на европското законодавство и неговото транспонирање во домашните правила и прописи. Денес можам слободно да кажам дека сме далеку понапред и дека веќе зборуваме за практична имплементација на одредбите, односно нивно доследно спроведување рамо до рамо со сите земји членки на Европската Унија. Тоа значи дека европската перспектива не само што останува на врвот на приоритетите на сите влади во регионот,
туку и дека сите ние сигурно и решително грабиме напред, зацрстувајќи определбата и патеката кон евроатлантската интеграција. Посакувам со иста таква енергија и посветеност и Европската унија да не посакува сите нас. Благодарам.